Почитувани мој добар ден, ова е петочното издание во оваа работна недела на Црвена линија и денес еве на самиот почеток ќе најавам дека ќе имаме повторно, што не е секојдневно, но ете се случи во рамки и на минатата недела да имаме домакински муабет, љубам да го наречам, токму со вас. А сосема е логично еве и денес да проговориме за летните одмори. Факт е дека некој веќе е вратен. Некој е сега, а некој се подготвува да оди на летен одмор. Некој нема ниту да оди. Дали летниот одмор ќе го користите на планина, на езеро, на море или на некоја друга дестинација? Имаат ли нашите агенции добра туристичка понуда? Какви се цените во туристичките места? Тоа е она денеска што ќе разговараме, а сега го има и многу повеќе подпрашања врзани за тоа дали имате одмор кој што ви е за паметење за навек, одмор кој што ќе го пометите во добро, но се разбира еве и доколку имате можности, каде би сакале најмногу да летувате оваа година. Како и да е, не можеме да ги изоставиме овие прашања во ова денешно издание со оглед на тоа што еве изминува и месец јули. Ги броиме ситно деновите од овој месец кој што се одбележа со многу туристи, особено од нашата земја, кои што се упатија и во соседството, но и во подалечни дестинации. Па, она што секако не се менува, па дури било лето, есен, зима, секако и нашето присуство на социјалните медиуми. Ќе ве подсетам да не заследите на Facebook Црвена линија, да не заследите на Twitter, да коментирате, шернувате и лайкнувате денес како и во секоја издание на Црвена линија, а секако истата тема е постирана и на Facebook профилот на Телма телевизија. За Инстаграмџи, оние кои што не следат, доволно е да кликнете заследи на Инстаграм, да кликнете на Инстаграм стори и тука веќе да ви се појави нашето денешно анкетно прашање, кое што не е далеко од темата домакинска, која што ќе ја отвориме со вас. А тоа е, ќе одите ли на одмор ова лето? Да или не? Имате две опции за одговор, а јас веќе и го имам првиот гледач на 023070005. Па, добар ден! Добар ден, Тиче. Еве, денес нема да имаме тајмери, ќе бидеме релаксирани, домакински ќе си говориме, не мора ниту... Може еден цитат вака да ни биде малку појасно да идеме, зашто нели си иде на море, езеро, ни било каде, кај ќе одиме на одмор или во планина ова, со себе се понесува книга. Може ја да прочитам од една книга, еден дел малку? Може. Ете, 30 секунди, па ќе ми остане минута и ќе збориме за темата. Ќе остане, повелете. Така. Еве вака, слушајте, и ќе ви кажем од каде е. Рече, се вели ова едно место во Стебла. Стебла е еден од познатите романи на Славко Јаневски. Дека овој крај раѓа потомство на оковадецот Василий. Затоа е сега вака, сите сме оковадци, димензија која како да дојва национален ентитет. Гледај ова кој да збори денеска. Затоа е ова затоа е ова јасенско, она село кое утре ќе се вика Гробарско. Тоа е една чудна земја, паганска, со многу копилиња, со синови и браќа... сега да внимавате на зборовите. Ајде сега да се навратиме на темата. Сакаме да ве слушнеме, еве да ни кажете дали оваа година прво ќе одите на одмор. Овој Славко Јаневски не сум јас. Да, ма знаете на кој избор, ја нема да го повторам. А не читате литература, се извинем, да. Знаете и самите, не можеме, деца не гледаат, отворени сме за сета публика. Пред некој ден добив покана за да одим во... Каде да одите? Ајде, гледачот најверојатно повторно ќе го заврти телефонскиот број. Значи, еве, ако се случи да денес кајте така сме расположени, порелаксирани, подомакински во муабет со вас и сакате да прочитате цитат, тоа важи, не знам од кој автори да е, нагласувам, внимавајте на зборовите кои што ќе бидат кажани во етерот. Ја нема дури ниту да го повторам зборот, иако е составен дел од ова дело на нашиот
најголем автор Славко Јаневски, но мора да имаме во предвид дека црвена линија, дури кога зборуваме за релаксирани теми како што се летувања, одмори и така натаму, секако ќе остане сензитивна на непригодни зборови. Јас нема да го повторам, но знае гледачот и оние кои што слушаа на кој збор апелира. Но еве денеска ќе проговориме и за вашето летување од соништата, за летување кое што ви останало во сеќавање, дали ќе одите оваа година, задоволни ли сте од понудите кои што ги даваат туристичките агенции и што е за вас всушност идеален одмор. Добар ден. Добар ден. Како сте да прашаме еве во овој топол јулски ден? Све најубаво и ви пожелувам убав викенд. Благодарам. И воедно сакам да ја користам приликата од и тешко ви добиваме. Честитам на сите македонскиот народ и народност и националност и мањини и големини Илинден. Сакам, пошто дали ќе имам прилика да им честитам, затоа што и ја малце припаѓам па таа гранка Илинденско, од Рачиново се јавувам, ви пожелувам све најубаво за годишните одмори, за одмор нити на планина, нити на море, затоа што колку ми е јергано, толку нозите ги пружам, оти без пари не се иде на пазар, без новчаник не се иде никде. А еве што е за вас идеален одмор? Каков одмор си Идеален се знае кај што идат богатите. И ние свако што сме сиромави, и ние сакаме, и ние знаеме што е добро, ама толку ние джебо. Но мора да признаеме дека за сите луѓе онаму каде што одат богатите во луксузни ресорти не секогаш е одличен одмор. Некој сака авантура, некој сака планина, некој сака камп. Видите, да не претерам многу, јас не сакам ни во Албанија да идем, ни нигде. Ја има Македонија доста туристички места. Кој ви е најубавото место во Македонија? Па, види, мене најдобро е Дојран. Да. Така. Да, најдобриот Дојран за летно време, па планинско имаме колку сакаш, Шар планина, па Беласица, па друго, по трето, па све. Тоа е све е наше. Прво ние да вкусиме во нашето, па после да остане за другото. А ние не вкусиме во нашето, ние гледаме далеко, затоа што толку што ја почитуваме државата, толку и ја имаме. Разбираш? А треба да се почитува е наше. Тоа е Господ го создал ова поднебје, од целиот свет ова е најблаго. За мене мислим и најсладко. А некој друг, прва дрва, камења, некој чита стихи, тамо Славко Јанев што пишувал друго трето. Ние моментално сме тоа, читаме книги и ние малце, јас сум не од трета доба, па ни од втора не сум вака. Се вагам, ама читаме книги. Јас бев малце во школу, знам што значи во тоа време школството и знам све. Инако тие кои викат како мене дека све знаеме, ништо не знаеме на крај. Тоа е тоа. И Сократ велел, знам дека ништо не знам. Се најубаво на сите гледачи и тие што се јавуваат. Кажете ми само ова, дали еве Рачиново се испразни во време на летниот одмор? Заминаа ли на одмори? Право да ви кажам, сега на овие 5 дена Рачиново е полно, сега дојдоа тие ќорбаџиите и гробечарите што се надвор од наша држава, дојдоа сега се уживало пуни коли, пуни деца, млади, оно. Сега некако пак се ужива, ние старите изгубиме меѓу нив, затоа што верувам дека над 5000 се дојдени. 5000 млади, знаеш што значи една армија, само да Рачинова. Колку има Карадачки регион, тоа да не зборуваме, затоа што толку ја почитуваме нашето. И ја очекувам исто моето чедо исто да стаса на овие денови и едва чекам да дојде, затоа што знаеш што родител, колку сте знаете што е чедо и боли. Властар на срцето е чедо. Чедо, многу ми е драго еве што се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Денеска сме еве ќе потсета малку поинакви
отстапка направивме да имаме подомакински, порелаксиран разговор со вас. И секако, еве, поздрав и до сите оние кои што не гледаат од Арачина во овој моментот. А еве и од гледачот дознавме дека летниот период е време и кога многумина кои што живеат надвор од нашата земја, со едва и чекање, верувам, доаѓаат дома повторно да си бидат со своите најблиски, па може би и да испланираат едно заедничко летување со нив. Добар ден за следниот гледач или гледачка. Ајде, добар ден, Тике. Ајде, добар ден. Епа, еве си извинувам во името на Славко Јаневски што прекрши Ама знаете кој е зборот, нели? Некој. Еве на господинот Арачинов му викам, под хитно да го направат езеро Треска. Да го направат да биде идеал. Така, ние имаме многу нешта и во самиот град, во колијата на Скопје. Ако ме слуша градоначалничката на Скопје, да го направи езеро Скопје, езеро Треска да биде со све, као да се наоѓаш на Хаваи. Ај нека проба. Ај нека го проба. А дали се сеќавате, еве, како било никогаш на Треска, еве, да ни предочите? Па како, јас студирав у Скопје и на секој враќање застани ќе влеземе у Треска. Од Тетово идевме у Треска, да идевме ни на Вардар, ни на Пења, разбираш? Никогаш и Вардар можевме, нели, да пливаме... Ама знаеш како? Треска беше Београд, што да ви гај. Кој ќе дојдеш на езеро Треска, као да се наоѓаш во Хонолулу. Имаше се и се што. Кому пречеше? Приказната е кому пречеше. Затоа што тамо мора да се облечеш гол по купати, по, како да кажем, некој од џамија, горе од не гледал, па... Не верувам дека било така, затоа што Треска беше задоволство на сите. Па господинова Дарачинова да го направат Треска. И доста со тие предрасуди. Некој ќе ме види. Кој ќе ме види? Јас што сакам А еве каде сакате себе си да се видите доколку имате можности? Каде би летувале? Овој терен ќе опатим. Радика до Маврово, до Струга и Охрид. Тој терен, западниот, северозападниот. А што барам таму у Црно море? Вчера прочитав дека Црно море е големо колку 3 јадрански мориња. Затоа се мора за тоа Црно море. Имало од сателит се гледало дека све е црно доле, пуно со нафта и со благо и со злато. Меѓутоа таму ја колку што гледам Путин тамо секнал чешмата, ќе плаќате се од натамо. Од тамо доаѓајќи у Црно море и од Црно море излагајќи надвор, све ќе му платат. А кој е ваше омилено море? И тоа. А кој е ваше омилено море? Патија за уши му опадна руката. Не ме слушате. Зошто не ме слушате? Благодарам за јавувањето. Денеска, како рековме, ќе си разговараме. И еве, навистина сакам, особено и повозрастните, да ни откријат како некогаш се уживале летните одмори и во рамки на нашата земја и дали еве по неколку пати се вели дека во минатото можело да се летува, да се оди на планина и на море и така натаму. И денес дали ќе летувате ова лето, како ги коментирате цените и понудите на туристичките агенции, значи еве ќе зборуваме токму за летните одмори. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, како сте? Дали ме слушате? Затоа што јас не сум сигурна дека јас вас ве слушам. Не, јас ве слушам одлично. Вие мене дали ме слушате? Да, меѓутоа јас паралелно слушам и друг господин некој што... Дали ви е намален тонот на телевизорот? Да. Па ние ве слушаме чисто, така да еве, ќе одите ли летово на одмор? На одмор ќе одам, меѓутоа подоцна, бидејќи, мислам, не е веќе лето, ќе фати есен, бидејќи не можам да се дозволам. Така? На жал во Македонија можноста да имате одморот со ништата се помалку и помалку е возможен. Иако потекнувам од семејство кај што мајка ме учеше студира за 40 години леза да видиш, во Македонија тоа не може да се оствари. Предпоставам дека негдека на планина. Така, еве, кој ви е вас, како би изгледал вашиот идеален одмор? Што би сакале, како би сакале да ги поминувате деновите? Искрена да бидам, секој ден може да ви биде одмор ако се направите сами. Господинот што се јави малку беше така изнервиран, да речам, меѓутоа во Македонија навистина има многу убави можности за да имате одмор, независно дали е лето или зима,
што во другите држави се сомневам дека може, па затоа и странците многу нас ни даваат можност да видиме како е по другите краишта од земјите, затоа што тие во својата држава немаат можности за одмарање како ние во Македонија. Тука ќе ги споменам сите врвови кои што ги имаме за планинарење, сите езера кои што ги имаме на место море. Меѓутоа постои само една работа која што мене крајно ме иритира кај македонците, а тоа е простаклукот. Простаклукот е една дисциплина која што можам да ја кажам јас, каде што луѓето се невозможни кога станува збор за гости, кога станува збор за услуга, кога станува збор за цени, особено во летните и зимските периоди. Како некој кој што живее во голем град, јас плаќам во Охрид, да речеме, да поменам еден викенд или 10 дена, меѓутоа тоа што го плаќам во Охрид, а ако не е во хотел, буквално парите ќе си ги дадам во воздух, затоа што едно гледате на сликите, а друго тоа е тоа што се случува во живо. Например, минатата година за зимскиот распуст, ќе кажам, без 5 дена во Охрид, каде што требаше да добијам 3 креветен апартман, во кој што, на жал, немаше струја, немаше грејење, игралката ми пукна, затоплувајќи ја просторијата, никој не дојде да не праша дали не треба КБ плюс. Значи, така, ние не сме се уште... Сметате дека многу повеќе треба да се поработи на тоа како се однесуваме и кон гостите и кон нели убавините кои што ги имаме. Апсолутно. Какви ние сме сме кон на многу гостите, ниско такви ниво сме за и кон екологија можностите. и туризам. Еве, имате ли сега во план во август или рековте септември ќе летувате? Во септември веројатно ќе одам, меѓутоа ќе одам на Пелестер, во хотел, на жал. Така, Пелестер е прекрасен, особено во овие жештини, мислам дека планината е вистински избор. Многу ми е драго еве што се вклучивте во Црвена линија и ви посакувам кога и да одите да ви биде еден од најубавите одмори. Ете така да ви остане во сеќавање. Продолжете да не гледате со оглед на тоа што еве денес ќе зборуваме и за желби, и за можности, но и за реалност. Добар ден. Здраво. Здраво. Па види, сега изгледа препорачливо да идете у тие муглосаните хотели. Кои мувлосани хотели? Каде има мувлоса? Не знам, у Тунис имам... Така, добро, не ве дослушнав за тоа. Повелете. Не си ли у Хургада да видам на ручек со некој ајтела? Мислам ја да видам ручекот. Се шалам. Али, пази, тие се сепак места кои што баш и не се атрактивни. Приведејќи доста информации имам да знаеме дека многу не се посветува внимание на безбедноста и хигиената. Значи, лично ќе правам 3 во едно ја. Значи, ќе правам првен у Шведска на море. Значи, таму Северно море, мислам дека е. Така. Практикуваат швеѓаните, да, и данците, и норвежаните. Па после идам у Норвешка на планини и пак у Норвешка на океан. Значи, морам да ги видам тие фјордови таму, да надокнадам она што у младоста ми избегало, сега да го искористам од и рокот, мандатот на ова парче земја дека ми се крати. Така да, секој момент, секоја пара што ќе дојде внатре, ја трошам за шетање. Значи, планирам и во иднина до година Азија нешто да дзирнам. Значи, све што сум промашил, сега да надокнадам. Имате ли еве летен одмор кој што ќе ви остане во сеќавање? Дали од младоста, дали кога и да се случил, кој што би бил фантастичен? Сега тие младалечки одмори што сум ги правил ја, не се заменуваат со овие сега. Дека сега ти само како да видиш, инаку нема го адреналинот, не работат хормоните, нема ништо тоа. Толку е, мандатот завршил на земјава. А дали имавте можност да ги погледнете понудите на туристичките агенции? Како ви изгледаат за оваа година? Соработам со една агенција и они ми организираат, значи, без водичи, без све тоа договорено со таа агенција. Не е битно секоја, башно со нив си соработам, они ми организираат све и поволни цени и све останато.
Поздрав, пријатно, што да ви кажам. Поздрав, убаво, доволно ни кажавте, нека биде одличен одмор за паметење, ако е така, да уживате во северните земји и секако да си го исполните сонот од младост и да продолжите да гледате Црвена линија. Добар ден! Ало, добар ден. Добар ден! Поздрав многу, Тина. Огромен Мене поздрав. некако темава ми личи како и вие да ќе одите на одмор, или не? Па ќе откриеме малку на крајот. Така некако ми заличи, викам, овие како да не припремаат, дека ќе... Па подобро за одмор да ве подготвуваме туку или за нешто полошо, подобро за одмори да зборувам. Подобро. Но факт е дека сите одат на одмор, граничните премини се преполни, се чека, туристичките агенции работат под полна парја, но еве дали имате впечаток дека сите годинава одат на одмор или сепак не е така? Јас да ти кажам наискрено, јас планирав да одам, ама ради тие чекања не одам никаде. Не ми се чека, подобро ми е дома да си седам да се потам тука без клима, без ништо, убавина. Значи, тоа беше како сега еднаш на Фејсбук го напишал, знаеш, како смеска, нели? Ете зашто ја не идам на одмор, зашто не идам да чекам, не дека немам пари. Сега да ти кажам, Тина, јас кога бев млада, некогаш, кога било тоа, поема неам, тогаш одевме во камповите во Струга, од Кончар имаше такви камп куќички и тоа беше одмор за мене, сега за мене зборувам како возрастна за тоа време, сега другиве младиве може ќе им биде смешно. Значи се дружевме во тие кампови, значи тука јадевме, имавме да се изготвиме, езерото ни беше одма до нас. Вечерна дружба беше, маж ми фаќаше риби, па пржевме риба, па децата трча. Беше нешто преубаво. Не знам како да ти кажам, немаше тогаш ни компјутери, немаше телефони паметни, ништо немаше, нели? Така, дружбата и амбиентот биле она што не се заборава. Да, и знаеш што, Тина, ние комунициравме, а сега ти види, отиди негде у кафич некој, сите си седат, сите гледат у телефоните, нема комуникација, или чека овој ме бара, оној ме бара. Мене тоа не ми се допаѓа, не сум толку заостаната, ама не ми се допаѓа. Сакам кога ќе ми дојде некој да тргнам таблетот. Сега тоа сакам да ти кажам, исто и во Евротел ми остана и тоа беше убаво. Имавме од фирмата неколку апартмани и беше убава опција, пошто ни даваа на рати, нели? И таму бевме исто така работници, нели? Повеќе, значи не бевме некој богаташи, ама така скромно, ама убаво, исто тука пак езерото да нас. Значи, ете ме, сега баш убаво што ставите темата, ме вратихте во некоја младост, во некој убаво време, нешто што сум запамтила, нешто што ми оставило впечаток. Сега, ако случајно одите, да ви посакам убав одмор на сите, па од септември да сме живи и здрави, пак да се гледаме и со Црвена линија и ова, кажи го да е со заврти на Телма, тоа беше интересно многу. Така е, со тркалото. Поздрав многу. Голем поздрав и секако и мене ми е едва и чекање повторно да бидеме заедно со вас. Како да е семејството на Црвена линија, па и оние кои што досега не се јавиле, еве денеска сме и релаксирани, порелаксирани, што значи еве ве охрабрувам на 02307 0005 да проговориме малку поинтимно и да ни откриете дали имате летување кое што ќе ви остане во сеќавање, што е за вас идеален одмор, дали ги забележавте какви се цените и дали сте задоволни од понудите кои што ги нудат туристичките агенции и што предлагате вие, кој е тој одмор кој што треба секој од нас да го ужива. Добар ден. Добар ден. Еве, јас уште малку ќе почекам, гледате, денес сме релаксирани, немаме дури ниту тајмер, што значи Црвена линија апсолутно во едно поинакво издание и наменето да си проговориме токму со вас како наше семејство на темата дали летниот одмор ќе го користите пред се на планина, на езеро, на море или на некоја друга дестинација, доколку одите. Дали еве сте задоволни од понудите на туристичките агенции, имате ли одмор кој што го препорачувате? Добар ден. Добар ден. Секој е добро. Најдобро за вас. Па еве кога зборуваме за летните одмори, дали еве ќе одите, ќе заминете некаде, како ќе го поминете остатокот од летото? Многу ме засегна оваа тема.
ние не одиме на одмор, ние си одиме на зеленото море. И таму се пржиме на 50 степени. Ете така, добро е да предучите додека сите останати летуваат, дека некој во летниот период се мачи и Па работи. да, таму ќе ги земат парите, а тука ќе спечалиме. На море и на планина ќе одат мошниците кои ги затворија фирмите во Дубај, Грција, на крајот на свет, дури и куќињата си ги носат со нив. А ние дома ќе се пржиме. Дали И од тие секогаш имат е било така? Да, тие имаат дупла пари и за нивните деца, и за внуци, и правнуци, а ни секој денар ќе го следиме каде ќе го употребиме. Ајде, кажете ми дали од секогаш било така? Било и ќе биде. Не да немаме пари, ама тоа е за мене ништо не важи одмор. На одмор се оди секој ден ако имаш пари. А во Да, младоста, Еве, во младоста сте оделели на одмори? Да, Па имате А ли некој одмор кој што ви е во драго сеќавање? не, баш. Не баш, добро. А каде би сакале да одите? Доколку имате можности? Имам можност, ама не сакам никден да одам. Најубаво ми е на зеленото море. На добро. И Тие сега ги го ви е скрдијат. убаво во црвена линија, така ли? Со нас. Да, си се гледам црвена линија. Драго ни е, Еве, дека се вклучивте во црвена линија. Јас ви посакувам секако се што ви сака душичката да ви се исполнува, па нека биде тоа, се разбира, и да не се летува. Значи, секој човек си има своји желби, она што е најважно да го правиме, она што ни годи. Добар ден! Добар ден, ако сум на линија. Секако дека сте на линија и сега Еве вака релаксирано, бидејќи сте член на семејството на црвена линија, слободно така ќе кажам, ни се вувате од Охрид. Така е. Дали Охрид годинава е препълн со туристи? Да ви Дали кажам најискрено, не да е препълн, врие не можеме да излеземе, што се вика да надвор да пошетаме. Но јас сум сепак човек во години негде ка 80, значи многу помалку се движам, користам помагала, патерица да речем, така да ми е тешко одењето. За одмор е убаво секој да отиде, пожелно е секој да отиде, да може да отиде, меѓутоа во овие услови сега вакви какви што ни се, стварно е тешко е, да речем, ако не повеќе, ама сигурно 80% од граѓаните тешко да можат да отидат на одмор, да го користат одморот, да се почувствуваат релаксирано. Меѓутоа ја ќе се потпетам на некогаш кога одевне на одмор, кога бевне на одмор, кога, значи, негде тоа беше негде 80-тите години, еден случка, отидов бевне на Петровац на море, на наше море, да, значи, неубаво беше тоа кога стигнаме да се сместиме, кочници не работа на колата. Леле, мајко, што ќе правиме? Одам, барам мајстор овоно, да најдам, нема ни мајстор. Ајде, викам, ќе се сместам, па после ќе... После тоа, да ви кажам искрено, газам на кочници камен. Ни мајстор, ни ништо, али во тој момент, значи, не беше понесреќен човек, отиде на одмор, а колата не ќе да работи, нема мајстор да поправи. Ама, еве, тоа е чудо. После се консултирав со мајстори врвни, вика, ни ја не може да ти кажам што е тоа. Тоа ми остана едно сеќавање, али одморот си го поминав толку убаво, толку убава вода, толку убав песок тamo, добра храна, добро смесување. Па знаете, вела дека и кога има многу неприлики при некое патување, најчесто таквите одмори завршуваат со среќен крај и се запаметање. Тоа сме најсреќни, највесели и ќе го памти. Беве и сега ова ме подсетивте да се вратам назад пред 30-40 години, како сум поминал и не можам да го сега заборавам. вака да ми кажете, пошто се вувате од Охрид. Да. Имавме гледачка која што кажа дека она што може би најмногу боли е што не знаеме да си го цениме своето, па и кон услугата сме, еве, кога зборуваме за Охрид, факт е дека туристите, оние кои што доаѓаат од надвор, може би за нив не се шок толку цени, бидејќи имаат поинакви примања. Да, вака ќе ви кажам најискрено. Најискрено ќе ви кажам. Охрид е град, значи, на туристички град. Но нашите
собственици на тие туристички објекти, место да го користат градот, да речеме, времето, минимум 9 месеци во годината, тие користат само 3-4 месеца и другото останува луфт. Меѓутоа, за да бидеш угостител, значи, треба да изнајдеш начин да се користи, затоа што во Охрид, верувајте дека и во зима, и во лето, и во пролет, во сите годишни времиња фрчат автобуси со туристи, со гости кои што доаѓаат. Дали се тоа ученици, дали се тоа пензионери, дали се тоа екскурзијанти, дали, значи нон-стоп има. А какви се цените во моментот? Во моментот се оган. Значи, затоа ви викам, туристите рачунаат само колку да ви земат поиќе пари, значи да им остане повеќе, да работат само 3 месеца, а да заработат во тие 3 за 12. Тоа е, значи, затоа викам, немаме ние добри угостители, немаме добра туристичка организација. Нас ни фали нешто во туризмот. Треба некој да не чукне по глава, Охрид да работи 12 месеци во годината. 2 месеца да бидат за реновирање, дотерување, промена на одредени, да речем, елементи во објектот, се скршило, се расипало, па ни спаднало некој нов, да речеме, предмет кој што може да се користи. Значи, не знаеме да работиме и затоа вака ни се случува. Јас се извинувам, може одзедов малце поиќе време, да сте ми живи и здрави. Денеска е дозволено, Иве, немаме тајмер. А јас нема додам да се капам на езеро, да ви кажам најле. Поздрав, чао, чао. Поздрав, сега го останете со нас. Ете, слушавме и гледач кој што редовно ни се јавува до Охрид. Значи, оно што можеме да заклучиме дека Охрид во моментот е преплавен од туристи, што домашни, што однадвор. Ајде да слушаме понатаму кој какви планови има, што посакува, имате ли одмор кој што ќе го паметите, дестинација која што еве и во рамки на земјава би ја препорачале, а многу не ја знаат, не слушнале за неа. Добар ден. Добар ден. Повелете. Голем Поздрав за поздрав. водителката и за телевизијата. Голем поздрав и до вас. Па еве, како, имате ли некакви планови за летово? Имам многу планови да ме поздрави всичко ато од населба најубава Пинтија. Како е во Пинтија? Ама супер е сега, пошто Охрид не работ, се шири веднагво. Инаку не труеше Охрид. И за мерак сега. Па сега ќе одите ли некаде ова лето? Јас сега ќе ви кажам поред. Прво за човекот од Охрид. Ја имам клуб Вардар, борачи, млади деца ги носиме у летовалиштето радости. Значи, убаво децата таму, младинско за деца, се дружат, има од многу држави доаѓаат од цела Македонија. Многу убаво за деца. Тука е кампот на Кире Лазаров. Значи, за мерак е тука у Охрид. Што се тиче за Охрид, така? За младите е страшно убаво. Сега, тоа завршувам јас за мене сега. Ја бев скептик, не одев никаде на друго место. Не ќе да чујам ни за Грчка, ни за друго место. Оваа година ме натера женава, ќе одиме у Кушадаси. Отидов во Кушадаси, абе тоа свака час за турците. Тоа е нешто лепота и многу домаќини. Да кажете како турист, што е она што треба да бидеме како туристичка дестинација? Многу добра туристичката организација што ни беше Вардар. Нели, многу убаво не однесоа со двоспратен автобус, многу убаво. Ако се возевме 20 сати, верувам. Дали беше скапо, еве, да прашаме, какви беа цените? Не е скапо, бре. Милина е убаво. Не, многу убаво смештајот со доручок и вечера, значи доволно јадење има да, не знам како да кажам, не да јадеш многу јадење дава. Пиле од млеко, како беше? Пиле од млеко, така велат. Не, греота да се пожалам. Значи, доручек и вечера платено и нема многу по 7 јадење, мислам, тие салати разни само да се најадат. Така, дали всушност храната, можноста да си има поедок, ручек, вечера е оно што ви е најважно? Не, ја избегавам од ручек. Така, добро. Ја избегавам од ручек, значи доволно е до ручек и вечера. Али свака час јадење у тоа, сега да не кажам, блу сеја,
се викаш хотелот, тоа нешто. И А еве се од пречекува. Македонија, каде би сакале да летувате? Еве у Охрид идам со децава. Само Охрид. Поидеме, Добро, со мали децата. деца има. После таму 10 дена заврши у Кушадаси, после една недела жена вика ќе одиме у Авија, у Грција. 7 дена исто преку скаут. А без замберак 7 дена тоа до трајектот идовме на островот. Еве сега некна се вратим у неделата. Дали беше многу скапо? Еве и тоа да прашам. Не, скапо и ништо, само не, ефтино, си убав апартманот, значи имаш унатре шпорец, фриждерче, да си правиш јадење. Ако сакаш, или ќе си јадеш у чаршијата има од пиле млеко. Од пиле млеко. Добро, благодарам многу и многу ни е драго еве што ни го прераскажавте вашиот одмор и драго ми е дека сте полни со фантастични впечатоци, тоа од доста дестинации. Продолжете да не гледате секако. Хајде малку и твитерџи зборуваат овие денови за летување и летни одмори. Алан По напишал: кога гледам слики од Египет од летен одмор, жештини ме фаќаат преку екранот, тоа песоците. Порадо би се акнал во некоја планина, во тишина со ветрес. Како и да е, секој човек е приказна сам за себе, некој сака тропски краишта, некој сака дестинации екзотични, некој сака планина, некој сака авантура, некој сака комодитет кој што го има и дома, значи секој има различни желби. Ајде да слушаме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро, како сте? Ова Фимка и баба Фимка, телефоном ми се угреа, дури ми изезе. Што телефонот? Ми се угреа што вртаме кога почнавте. Добро, сега добив, па многу има јагување, секој сака да се јави душот. Така и па добре ни дојдовте во црвена линија. Добро ве најдов, секој пат ве гледам со се срце, убавина ми е, лицете ми е, у собата дека седам, тоа ми е. Јас сега пред малце така со сестра ми, она живе во Штип во бабите, ајде викам кај поште она саме, јас така Господ рекал, саме останаме сопругите, не напустија сопрузите, мазите и така, ете судбина. Да, викам да одеме негде на одвор, викам кај да идеме, го поздравам пред мене, гледаше што помина многу убаво во Кушедаси. Тетка Фимка одева во Кушедаси пред 10 години сигурно, со Бисер промагенција, со Јован, со автобус, многу вака патуваме, многу ни беше убаво, па пат одмаравме, си пиевме кафе, си носеме од дома све. Многу поминавме во Кушедаси, беме на 2-3 ноќа, помосле беме на Памукале, близо до езерото ни беше хотело. Убавина, значи јадење, пиење, све, фалба, нешто да ти кажам, многу убаво. Ама сега ние што сме на 75 години и 7, сега за нас мислам само планина. Јас, еве, бија одбрал планината, еве овдека Беровско и беме скоро во Охридско, во ова Оровник се вика манастиров, све во планина, близо до Охрид, дали 3-4 километри има така од Охрид. Многу баво се поминаме, баш викаме сега некој пат со пријателкиве, со Радка и да се одеме тамо, да се одмореме малку. А еве, дали беше доставно, дали беше прескапо, што ќе кажете и за цените? За цените, што ќе извини, што ќе кажам за цените? Овие цени што ги има за нас, за мене личности ти кажам, за пензионерите, бога ми не, со 15.000 не можеме. Еве си изимаме дома дрво да се безбедеме, не можем да кажам, а на планина вака сте во манастир, ќе си платиме тамо ќе си готвиме, ќе си сукаме, ќе си месеме, ќе си правиме многу поевтино. И за нас старите планина малце да се одмориме на чист воздух, оде во Скопје се знае. И да се избегнат жештините. Моле? И да се избегнат жештините секако. На планина е многу пријатно во биде ми поздравена, летниот период. Голем поздрав, продолжете да не следите. Драго ми еве и вие дека убаво сте се поминале, што значи еве и нашата земја нуди најразлични можности за кои што еве и од гледачката гледаме дека не е пречка ниту возраста, ниту пак цените. Значи секогаш постои некаков начин и за малку пари во добро расположение да се ужива во деновите. Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро и вам. Поздрав од Николче Петрески од Кичево, до телевизија Телма и до вас.
Така, како е во Кичево? Испразнето ли е Кичево летово? Па да ви кажам, најискрено јас можам да тврдам само посебно за моите. Моите заминаа на одмор во Албанија и сега дојдоа пред една ден. Така да стварно беа задоволни од пречекот во Албанија и цените. Значи, многу добро поминаа, услуга на ниво и цените како што треба. За жал, од Охрид многу поскапо во Охрид е, и можам да речем и во Скопје, кој би пошол едно кафе в случајно 150 денари, и во Охрид е 150 денари. Јас мислам за македонскиот народ не би требало тоа, треба да биде малце барем поевтино, затоа што ако сакаме ние да ги придобиеме туристите, сепак треба да бидеме малце похумани. Затоа што е Охрид град кој го чувствуваат цела Европа и цел свет сакат да го видат, град кој сака да одморат со историја, со се и се што да видат, и јас мислам дека исто и во Охрид се цените премногу скапи. А јас како човек, исклучиво, ниту Грција сум бил, ниту Албанија сум бил, сум поминал, ама не се бањам, не се капам во тие мориња и езера. За мене е најголемиот одмор реката. Сум рибар, планината. Одлично. Ете како летуваат рибарите? Ајде да ни откриете. Како рибарите? Летуваат рибарите. Па најубавото нешто што постои таму, си земаме кокошки 2-3, да речеме колбаси домашни, скара си правиме. Не јадете риба? Рибата ја носиме други да ја јадат. Значи, уживаме покрај река, чист воздух и психички одморени, растеретени од све. Еве, која река ја препорачувате од Македонија? Место кое што ви особено? Еве, јас велам од Кичево нашата река Треска, која поседува и пастармка, и клени, и друга риба, до порече Добраната. Со тоа што таму во поречието па можеш уште повеќе да уживаш, со едни плашки кои секој 5 секунди, 12 секунди ќе ви удрат на јадица со тапата, и тоа е најголемото задоволство, исто како да сте пиле кафе за 10 денари во Охрид или било каде. И сигурно ноќта поминувате онака во уживање под отворено небо. Да. Свежо, кога другите нели во големите градови, вака како во Скопје, се печеме на високи температури, ви уживате. Точно е така. И да ми кажете дали е точно дека рибарите најдобро знаат да подготват риба? Па, тоа видите сигурни. Сметам дека рибарите најдобро знаат, затоа што знаат од кај почнува коската главна и да биде рибата направена како што треба и испечена скара. И ви посакувам, повелете Кичево кога ќе поминете, бројот мој го имате, ќе јадеме пастармка. Ќе и тоа од Треска. Одлично. Благодарам многу на поканата и еве уште еден доказ преку вас дека постојат и илјадници начини, што не мора да значи дека треба да се живее луксузно, но секако може да се помине волшебно. И тоа за многу мали пари. Добар ден. Добар ден, Тина. Па како сте ми да прашам? Па иде некако. Ја да кажам, ќе го патиме пораното. Кога од Македонска каменица тргнува за игало од два автобуса. За игало? За игало, за Јадрано. Така, Јадрано, од кое време беше тоа? Кои години? Па, ќе ти ова, што 78, 80, 80-тите години, така. Што беше го знам? Од два автобуса. Тоа беше одмор. Организирано. Од уницата. Платено се. Само уживаш. А сега не е тоа одмор. И за Дорјан, тога беше организирано. Кој нека така? Ајде, кажете ми, ако дојдам во Македонска каменица, што ќе ми покажете? Каде ќе можам да уживам? Како одмор? Каде? Сега нема никаде да ужива. Сега ќе ужива. На Руено, боре. Јас ја паметам како многу убава Македонска каменица. Имам убави спомени. Убаво. Македонска каменица убаво. Сега не е оша. Може да отмараш кај сакаш. Чица. Сега да знаеш. Така, Така е реката каменица, продевреганата, има место на одмор. Ali тоа не можем да се заводи. Со игало со Црна Гора со Јадрано. Тоа е Тина, така нема да биде никога. Да организираме
синдикатот на работниците одмор. Сега го нема тоа. Така, сега нема синдикат, не носи никого на вработените, не ги носи на летување. Благодарам многу за јавувањето, поздрав до сите кои што гледаат Црвена линија од Македонска каменица, па еве и јас во моментот добив инспирација како можете да го промовирате вашето место од каде што се јавувате, бидејќи знам дека Македонија има невидено прекрасни места за кои што, за жал, ние самите граѓани на оваа земја воопшто не сме запознаени. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Ви посакувам секое добро, па еве како планирате ова лето да го поминете? Вика, стари домашниот тесак на пазар не изгледа. Со овие баслосновни цени тешко е да се излезе на крај. За некого е одмор, а за некого е умор. Психички, ако немаш одмор, све ти е џабе. Се сложувам, да. Психичкиот умор е многу тежок. А фала Богу, денес имаме само богати и сиромаси. Средната класа се изгуби. Кај отиде, не знам. Кога беше, што кажа господинот, Југославија, тогаш работевме за наше море, за наши аутопатишта. Тоа се остана на друго место. Кај нас нема ништо од тоа. Зборот за Охрид дека е скапо. Тоа Охрид од секогаш е поскап од сите места, така да не чуди ништо. Охриджани се малце во цените со повисоки цени. Така да Охрид е Охрид, незаменлив. А што рековте, Македонија има прекрасни места за туризам, само што ние не знаеме да се ги искористиме. Јас, например, канон Матка сум заљубена. Матка ја нема никаде во светот. Тоа е све природна убавина. Али ние не знаеме да се истакнеме, да се докажеме кој сме и што сме. Само уживаме на туѓите нешта, а нашите се ги подценуваме. Што треба нашите места да се ги увеличуваме, а туѓите да се ги гледаме онака кој што треба, а не да ги увеличуваме превише. Агенциите имаат достапни цени, зависи која агенција и каде ќе патуваш. Ако патуваш некаде поблиску, нормално дека е поевтино. Ако патуваш подалеку е поскапо, ако одиш со авион е поскапо, ако одиш со автобус ќе се клацкаш 20 сати, ама ќе ти биде поевтино. 2 дена ќе мора да одмараш кај што ќе бидеш на одмор, така да многу зависи што ќе избереш. Јас би избрала море, после море планина. Планината е незаменлива. Некогаш така и се правеше. Јас се сеќавам како дете, задолжително беше да се оди на море, па и на планина. Така е. Тоа ние исто, мојата фамилија го користевме со децата, така да распад на Југославија, кога почна, ние тогаш го фативме последниот воз и децата им обеќав јас дека ќе ги прошетаме низ Југославија и тоа го направивме. Па незаменливи се Блед, Постоинска јама, Шкоцијанска јама, Умак, исто е многу убав, од Умак со брод, па во Венеција ги однесовме, па во Трст, па во Риека, па во Пула, така да на ова Плитвички езера. И тој одмор го поминавме Анте Маркович незаборавно. И ден денес си спомнуваме колку беше убаво. Па сега нема, времињата се менјаат, према времето ќе се понашаш и ти како... Така, дури и дестинациите, како Хрватска, која што ја паметите, има вртоглави цени, особено Дубровник, па и мештаните се жалат за тоа колку е прескапо. Но ете се менуваат времињата, а јас се надевам дека и во остатокот од летото ќе имате можност да посетите Матка и да си го поминете онака како што ви сака душата. Така, само што ова Матка не знаат да пуштат малце повеќе самци за да се шета повеќе. Подобра линија да се направи. Благодарам на слушувањето, пријатно. И ако не сте биле на одмор, ви пожелувам убав одмор да се поминете. Благодарам многу. И благодарам за јавувањето, секако се уште траеме и продолжуваме еве вака релаксирано да си дискутираме со вас. Како што сакам да кажам со моето семејство од Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Колку убаво ве слушам. Да, добро е, фала Богу. Одлична тема за релаксација, и тајмингот е добар.
Сега вака ја ќе се земам право да малце да коментирам подолго. Прво ќе направам еден времеплов, како што би барате, како било некогаш и сега. Прво, во тој трулиот ни социализам, сите одеа на одмор. Значи имаше секакви летувалишта, почнувајќи од пионерски, младински, феријални, студентски, работнички и така натаму. Значи низ цела Југославија можеше да се оди од Охрид до Јадар. Па дури Трст се одела, еве гледачката има одмор за паметење, Плитвички езера, Умак, Пореч, Трст. Да, сегде, да не спомнам сега, бањи, планини и така натаму. Сакам да кажам дека имам голем впечаток од тој период и секојаш убаво сме поминувале. И не било скромно, цените биле пристојни, значи не било прашање пари, а сега кој има пари може да оди кај сакам, а кој нема, кај што може. Првиот впечаток што ми е во оваа област, сакам да малци да коментирам и да предложам, бев во Грција, сум бил и во Албанија, значи цените моментално се, како да речем, од прилика како во Охрид, нешто поскапо, нешто поевтино. И тоа е трагедија. Замислете, сепак сте на море, таму владеат други економски односи, а цените се пристојни, сваќате? Во Охрид некој кажа, тие сакаат за 3 месеца да заработат за цела година. Тоа не бидува. Меѓутоа, проблемот кај нас е, како и за многу други работи, стратегија на развој. Ние, како Македонија, имаме голем простор за тоа. Имаме и езера, и реки, планини, села. Не се работи во таа област, разбирате? Нема инфраструктура, нема инвестиции, значи нема концепција за развој. Ние имаме толку прекрасни терени, па гледајте ги, австријците се качуваат таму на оние врвовите на Алпите, ние на обични наши планини полни со зеленило и со прекрасни терени. Па дури и северните народи и австриците и во Швајцарија си уживаат комплетно низ текот на целото лето во она што го нуди нивната земја. Да, и летен и зимски туризам имате, разбирате? А ние ги имаме тие предуслови. Ама кои за многу други работи, ние чекаме некој да направи и после не ни бидува. Па не ни бидува. И само да кажам сега, пошто реков, сум бил таму, еднаш ви спомнав во една мисија, сега сум у планине, где нема зиме, како што пееше Горан Бреговиќ. За крај, благодарам. За крај, благодарам. Име дојде време да предочиме и реклами, што значи малку ќе земеме одишка, па и ќе ви ги соопштам резултатите од Инстаграм стори анкетата. По рекламите дојде времето да ги соопштиме резултатите на Инстаграм стори анкетата. Заследете на сите социјални медиуми, Црвена линија Facebook, Twitter, профилот на Телма телевизија, а на Инстаграм еве како одговорија на денешното прашање Инстаграмџи. Ќе одите ли на одмор ова лето? Со да одговорија 56%, а со не 44%. И како што, еве слободно ќе го кажам тоа така, намири се една од гледачките дека можеби ние се подготвуваме за одмор. Јас секако ќе кажам дека ова беше последното издание на Црвена линија за оваа сезона. Јас верувам дека бргу ќе помине август, како што си лета времето и заедно повторно во новата сезона, таму некаде од септември, со нови теми и нови предизвици и она што јас лично, еве како водител, посакуваме да ми бидете во добро здравје, да се слушнеме во новата сезона, да ми бидете во одлично расположение, побогати, посрекни и се разбира да зборуваме за она како напредува кон подобра нашата земја и живеачката во неа. А до тогаш имате верен пријател во ова лето, останете со Телма телевизија, имаме неверојатно добра филмска програма. Јас и вие се гледаме во новата сезона. Ве поздравувам и секое добро.